Денес ќе зборувам за номиналните адвентисти. Дојдовме конечно до таа тема. 4 предавања поред. Мијатата сабота го прочитав стихот, односно цитатот од рани списи, кој што одговара за стихот во Откровение 14 глава, за третиот ангел. Имам намера да го повторам тој цитат. Но најнапред да кажам дека ви ветив, ако се сеќавате, нека може би се сеќава, камерата сигурно се сеќава, ви ветив дека ќе ви го прочитам цитатот за последниот Илија. Затоа што, да го повторам прашањето, кого адвентистите традиционално сметаат дека е последниот Илија? Самите себе си. Адвентичка црква самата себе си се прогласува за последниот Илија. Меѓутоа, последниот Илија не е деноминација, не е група на луѓе, туку е личност. Една личност, како што тоа бил првиот Илија, како што тоа бил и Јован Крстителот. И знаете што? Се обидев да го најдам цитатот на интернет и не можев да го најдам. Се обидев да го најдам во списите на Елена Вајд, CD-то, и не можев да го најдам. Веројатно некому не му одговара да пости тој цитат. Иако ова лето, по повод 100 годишнината од незината смрт, беа објавени сите незини ракописи од страна на одборот за заоставштина на незините списи при генерална конференција. Значи, се што Елена Вајд напишала, а што достага било необјавено, оваа година веќе е објавено, меѓутоа тој цитат го нема. Значи, ќе треба да го најдам во мојата германска книга, пред 15 години што ја донесов од Германија, каде што изворно од таму првпат го цитирав. Но сега само ќе го парафразирам. А ветом дека ќе го најдам, ќе ви го прочитам целиот, како што тоа го направив со еден друг цитат предходно. Елена Вајд зборува за последниот Илија, како за еден човек, за една личност. Зошто тоа не им одговара на мнозина да постои како сведоштво. Прво се руши митот дека целата црква е последниот Илија. А втората причина е самата содржина на тој цитат. Незините зборови беа прилика вака. Некој ќе дојде во духот и силата на Илија. И што ќе му направат водачите на црквата? Ќе му речат, во блага форма ќе му речат дека е фанатик со зборовите: ти си премногу возбуден и не знаеш како да исправно да ја толкуваш Божјата реч. Дај ние да ти покажеме како треба да поучуваш. Тоа е од незина страна проречената реакција на црковното водство, тогаш кога ќе дојде последниот Илија. Чудно не е чудно. Не е чудно. Денес во Адвентичката црква постојат теолози, доктори, филозофи, начело со доктор Полсон, кои што веќе не го почитуваат ниту авторитетот на Генералната конференција. Одлуките на Генералната конференција, на незиното заседание оваа година, како и пред 20 години, не се почитуваат. Си тераат по свое, намерно се трудат со сите сили да направат голем раскол и некаде успеале и прават. Кога денес духовната состојба на водачите е таква, што не го почитуваат веќе ниту авторитетот на Генералната конференција, на соборното заседание, очекувате да го почитуваат последниот Илија кој ќе дојде? Еден човек кој што нема да биде накитен со докторати, магистратури,
кој што како и Јован Крстителот нема да помине низ нивните теолошки образовни институции. Јован Крстителот не поминал низ рабинските школи. Духот на пророкството кажува зошто тоа било Божја намера да не биде поучуван таму. Зошто да не биде поучуван таму? Значи, рабинските школи, пророчките школи што постоеле во Стариот Израел, на времето започнати уште од пророкот Самуел, последниот судија, и по традиција, секојаш кога Израел функционирал како теократско општество, постоеле тие школи. Амос дури во еден момент ја споменува и младината и саботата како денови во кои што било вообичаено израелците да, бидејќи неодрена работа, да отидат, ако треба и некаде подалеку од нивното живеалиште, до најблиската пророчка школа, да постат некој пророк, да постат некој учител на верата. Јован Крстителот не поминал низ тие школи, затоа што еве ми текнува еден друг цитат, и не се однесува за Јован, но истото е. Во врска со Андреј, првоповиканиот апостол, братот на Петар, во врска со Натанаил, кој што во една друга верзија е наречен Вартоломеј. Елена Вајд вели за него, ако тој го следеше советот на рабините, никогаш немаше да го најде Христа. Натанаил го нашол Христа. Читаме таму во Јован 1 глава, како тоа се случило. Но ако го следеше советот на рабините, нивното мислење и ставови, никогаш немаше да го најде Христа. Зошто? Бидејќи според рабинското сваќање, Месијата што требало да дојде во една поинаква светлина, поинаков изглед од оно што го имал Исус од Назарет. Тоа го прочитам уште една цитатот за третиот ангел. Рани списи, 96-та страница од македонскиот превод. Елена Вајд вели: тогаш го видов третиот ангел. Знаете, Рани списи е многу убава книга и вие препорачувам да ја читате, ако подолго време не сте ја фатиле во рака, и ако ја имате, се разбира, во вашите домови. Знаете зашто е убава? Раните списи се напишани во време кога Елена Вајд била многу млада, иако била и рано омажена, тоа време така сите женели мажени, околу 20 години. Но сепак била многу млада, била се уште многу необразована, и за разлика од незините подоцнежни списи, каде што веќе користи многу зборови од свој памет, од својата наобразба, од образованието што веќе го стекнала. Но во раните списи таа пишува само тоа што го видела. Нема ни простор да зборува нешто од свој памет, од некоја своја толкување, теологија и така натаму. Нема простор. Само ги пренесува визиите, она што го видела, она што го посведочила. Целата книга Рани списи е полна со незините визии. Не е полна со некој незино мислење во врска со нив. Тогаш го видов третиот ангел. Значи, третиот ангел е вистински ангел. Третиот ангел не е символ на адвентичката црква или на било која деноминација. Третиот ангел е вистински ангел. Мојот ангел придружник рече: страшно е неговото дело, ужасна е неговата мисија. Тој е ангелот кој што ќе ја одвои пченицата од каколот и ќе ја запечати или ќе ја врзе за небесната житница. Тоа треба да ги обземе сите мисли, целото внимание.
И сега, пред да продолжам понатаму, да се подсетиме само. Во Откровение 14 глава, каде што во средината на главата се наоѓа пораката на тројцата ангели, како гласеше втората порака, односно пораката на вториот ангел. Ти знаеме ли на памет тој текст? 14.8. И друг ангел идеше по него, велејки, што? Падна, Вавилон, зошто? Бидејќи со отровното вино на своето блудство ги напои сите народи. Да повторам, бидејќи повторувањето е мајка на знаењето. За кого се однесува оваа порака? Кој се е Вавилон? За првите христијани, што било Вавилон? Вавилон, се разбира, бил Вавилон во денешен Ирак. Меѓутоа, одамна бил во урнатини. Не бил битен во времето на апостолите, во времето на првата црква. Имало евреи што се уште живееле таму, кои што никогаш и не се вратиле после вавилонското робство. Или во негова близина, велат Садам Хусейн пробал исто така да го обнови како голем град. Секој кој пробал од Александар Македонски до Садам Хусейн, не успел. Ги стрефил смрт. Тодуше Садам Хусейн може да се уште жив и здрав некаде, меѓутоа важно не е на власт. Бидејќи на медиумите не им веруваме ниту за временска прогноза, камо ни за информации од историски карактер. Но Александар Македонски сигурно е мртов. Сигурно умрел на 33 години. Не дочекал да ги живее плодоте на своето дело, своите освојувања, проширувањата на своето царство. Зошто? Бидејќи сакал Вавилон да биде главниот град на неговата империја и сакал да го обнови Вавилон наспроти Божјето слово кое што вели дека Вавилон никогаш повеќе нема да биде обновен. И до ден денес е така. Што било за првите христијани Вавилон? Во Откровение 17 глава се зборува опширно за Вавилон. И кој е таму Вавилон? Таму се споменува градот на 7 гори. Кој е тој град? Тој е Рим или вечниот град, како што го нарекуваат. Ке биде вечен исто колку Скопје, што ке биде вечен. Кога Господ ке дојде. Или Свети Николе. А кој е вечниот град, според Библијата? Новиот Ерусалим. Небесниот Ерусалим. Кој што ќе се спусти на оваа планета и за секогаш ќе биде на неа, на новата земја. Отсекогаш Вавилон бил символ за Рим во христијанската историја. Например, како завршува првото Петрово послание? Се споменува Вавилон. Ве поздравува, вели Петар, црквата во Вавилон. Петар бил во Рим, пишувал од Рим. Црквата во Рим ја нарекува црквата во Вавилон. Значи, за протестантските реформатори исто така. Денес е патем речено денот на реформацијата. Значи, сега ќе биде 498 годишнина, бидејќи на денешен ден 1517 година. Мартин Лутер ја започнува протестантската реформација во Германија. Многу интересен почеток, заковал 95 тези, точки, некој голем список требало да биде тоа.
на црковната врата, и тие биле големи исто така. Во Витенберг, каде што тој самиот бил проповедник, пастор, свештеник, учител. И на тој начин започнува протестантската реформација. И за протестантите Рим бил Вавилон. Меѓутоа, за кого специјално се однесува втората ангелска вест? Дали се однесува за Рим? Не може да се однесува за Рим. Рим одамна со векови бил Вавилон, уште од апостолско време е нарекуван Вавилон. И паганскиот Рим, и папскиот Рим е нарекуван Вавилон во христијанската историја. Тој и таквиот Вавилон одамна со векови бил паднат. Затоа Духот на пророкство вели дека втората ангелска вест, која што следи по првата, а првата следи откако настапил часот на Божиот суд, значи после 1844 година, специјално се однесува за кого? За отпаднатиот протестантизам. Значи специјално се однесува за отпаднатиот протестантизам. И навистина, протестантизмот тогаш не изгледал отпаднат. Америка била каде-каде конзервативна христијанска земја. Може би на денешен ден во тоа време луѓето се подсетувале на протестантската реформација. Кој денес вели дека 31. октомври е денот на реформацијата? Сите зборат, начело со Америка, дека е денот кога вечер треба да се слави еден пагански празник, еден тикварски празник, подобро речено. Значи, некогаш христијанската, а денес паганската Америка воопшто не го одбележува денот на реформацијата, туку одбележува еден тикварски празник. Сатански празник. Ништо чудно. Паганско општество, пагански празници. Еве да ви споделам, беше споменато во поуката исто така. Сакав да кренам рака, но се предомислив, па еве сега прилика да го кажам. Знаете што ми рече поп Ивица пред некаде 3-4 години? Нема да веруваш, ми вели, што ми се случи. Сега не е повеќе во Свети Георги, во Чаер, преместен е во Ѓорче Петров, од летоска. Значи, во неговата црква, во неговиот храм, да ме наречат нововерец. Негови верници да ме наречат нововерец. Зошто? Затоа што почнал да ги кара, еднаш бев сведок, кога ги им забрануваше на некои луѓе да се крстат пред иконите и да прават било што. Имаше започната човекот војна против сите пагански обичаи во црквата. И сега, интересно е зашто верниците го нарекуваат него нововерец заради тоа. Затоа што тоа што тие го прават, паганските обичаи, тие си го научиле тоа од некои поранешни попови. До комунизмот имаше сешто. И попови кои што се атеисти, неверници. Брат Винко ми сведочи, ако бил на гости кај Струмичкиот поп, бил неверник, атеист. Еден таков поп исто така ми кажа, кој што ги охрабрувал тие пагански обичаи во црквата, кога овој отишел да го укори за тоа, знаете што му одговорил? Слушај, од нешто мора да се живее. Платата не е доволна. Значи, наплатува им на верниците и за пагански обичаи. Да, таква била состојбата на црквата во времето на Јеремија. Меѓутоа, ово го кажам како денешен пример, за да видиме колку денес, значи, не изгледало во средината на 19. век дека деноминациите тогашни, сите тогашни христијански цркви се отпаднат. Изгледало, не изгледало.
протестантска Америка не изгледало веднаш дека паднал Вавилон. Но денес каква е состојбата? Денес, да, токму затоа паднал Вавилон, бидејќи со отровното вино на своето блудство ги напои сите народи. И тоа повеќе не е само символика, блудство, како символ на лажни науки и учења. Тоа е буквално точно. Бидејќи денеска неморалот се проповеда, блудот се проповеда на телевизија, сите гледаат некакви големи братови. Блуд, неморал. Таму заслужува да влезе муџахидин, да ги стрела пред камера, да ги направи партали. И денес христијаните тоа го прават и не се срамат. Навистина живееме во последно време. Значи, втората ангелска вест посебно се однесува за отпаднатиот протестантизам. А за кого посебно се однесува третата ангелска вест? Значи, третата ангелска вест општо се однесува за сите оние кои што ќе го примат жигот на цверот. Третиот ангел ги предупредува сите христијани по целиот свет да не го примат жигот на цверот. Така. Но за кого посебно се однесува? Како што Вавилон општо од секојаш беше Рим, но специјално се однесуваше на протестантските цркви, особено во Америка, бидејќи таму е на некој начин центарот на сите нив, сосе адвентистичка. На кого специјално се однесува третата ангелска вест? Општо се однесува на сите, бидејќи сите се предупредуваат од неа да не го прифатат жигот на цверот. Што е жигот на цверот? Што е Божиот печат? За овие теми треба да одржиме посебни предавања. Но, едноставно, во рани списи, Елена Вајд кажува дека Божиот печат е што? Саботата. Така, буквално така просто кажува. Божиот печат е саботата. Сега, што значи тоа? За тоа треба посебно предавање. Тога што е жигот на цверот? Ако би одговориле така просто, би требало да речеме недела. Меѓутоа, што значи тоа? Се разбира. Дали примаме жиг на цверот ако имаме богослужение во недела? Како што адвентистите имаат богослужение и во недела. Ова црква имаше богослужение во недела, секам, кога дојдов во недела. Се разбира, не. Значи, што значат сега овие работи? Божиот печат саботата, жигот на цверот на делата, за тоа треба посебни предавања. Меѓутоа, ако сега само вака површно ги споменавме овие работи, за кого специјално се однесува третата ангелска вест? Како што вели Елена Вајд во рани списи, има една нејзина визија, каде што видела верници во тешка агонија, со многу тажни изрази на лице. Ке се сетите ако сте читале рани списи. И таа го прашала незиниот ангел придружник, кои се овие луѓе, а на облеката им пишуваше, знаете што им пишуваше на облеката? Измерен си на мерила и си се нашол лесен. И таа го прашала незиниот ангел, кои се овие луѓе? Знаете што одговорил ангелот? Овие луѓе се некои верници, сега парафразирам, кои што некогаш ја празнувале саботата, но повеќе не, значи ја отфрлиле. Интересно. Сега, ако ги читаме вака површно овие работи, може некој рече, звучи многу легалистички. Зарем од тоа зависи. Спасението
ако разбереме што значи Божиот печат, од тоа зависи. Адвентизмот започнал, значи, со пораката за очистување на светилиштето, кое што е делото на запечатување на 144.000, кој што пак се од 12 колена Израелови. Значи, адвентизмот започнал како дело за обнова на Господовиот Израел во последното време. И кога се работи за саботата, адвентизмот, само адвентизмот, иако има многу христијани што ја празнуваат саботата. Има баптисти на седмиот ден, имало на времето пуританци, анабаптисти, мнози на исток ја празнувале саботата низ вековите, многу православни цркви. Има, се разбира, месијански евреи. Има секакви саботари низ светот. Но адвентизмот на седмиот ден, саботата започнал да ја празнува не како некоја стара работа, туку како нешто сосема ново, што се однесува на последното време. Саботата како Божиот печат. Божиот печат и живот на зверот се однесуваат само за последното време. Само за последната генерација. Постои, че саботата има посебно значење како Божи печат, што го немала било кога во минатото, низ историјата. Во последното време има посебно значење и затоа реков, ќе треба да се одржи посебна проповед. Тогаш за кого се однесува специјално третата ангелска вест? Се однесува за адвентисти на седмиот ден. Зошто? Затоа што мнозина од нив ќе ја напуштат сабота. Што мислите, кој ќе им биде пример тоа да го направат? Летоска прочитавме на интернет дека некоја адвентистичка местна црква, заборев која држава беше, во Америка беше, ги напуштила своите саботни богослуженија, значи рекла од сега нема богослуженија во сабота и од сега ќе се собираме само во недела ќе имаме богослужение. Колку е вистината таа информација не знам, бидејќи ја не верувам ни се што се кажува на интернет, како и на телевизија. Но што мислите, дали е реално да се очекува дека голем број адвентистички цркви, има еден цитат од Духот на пророштво кој што вели дека цели цркви местни ќе отпаѓаат од вистината. Дали е тоа реално или не е? Што мислите? Многу реално е. И да се вратиме сега на номиналните адвентисти, со нив да завршиме. Да прочитам цитатот од Рани списи, 27 страница во македонскиот превод. Елена Вајд запишала вака. Јас видов, рековме во Рани списи, таа пишува само што видела. Од свој памет не составува реченици. Јас видов дека Бог има деца кои што се уште не знаат за саботата и не ја држат. Ова е вистина? Вистина. Тие не ја отфрлиле таа светлина. Не може да отфрлите нешто што никогаш не сте го имале. Што никогаш не ви дошло, не ви затропало на врата. И на почетокот на времето на неволите, вели, ние ќе бидеме исполнети со Светиот Дух, за да можеме во уште поголема мерка да ја објавиме саботата. Значи, во почетокот на времето на неволите, саботата ќе се проповеда со посебна сила, како никогаш до сега. Зошто е тоа така? Што е тоа што ќе направи саботата да стане толку актуелна тема во тоа време? Живот на цвер. Значи, неделниот закон, како сакате речете. Значи, тоа ќе биде тема што ќе се наметне, ќе му се наметне на светот, почнувајќи од Американскиот конгрес, и тоа ќе биде тема за која што се разговара.
актуелна тема, како што денес се разговара за генетски модифицирани производи, за chemtrailsi, за разни други измислици на денешниот фашистички нов светски поредок. Со неделниот закон ќе стане четвртата заповед актуелна за дискусија, за дебати, за разговори. Тогаш верниците ќе бидат исполнети со посебна сила да ја проповедаат саботата. Зamisите, адвентистите цело време зборуваат дека ќе дојде неделен закон и тогаш кога ќе дојде, зарем тоа нема да им даде посебна сила. Зарем тогаш нема да ве слушаат сите оние на кои што претходно сте им збореле со посебно внимание. Секај брат Зоран кажуваше 2001 година како неговите колеги на работа со посебно внимание го слушале, откако падна кулите во Њујорк. Значи, се срушиле 2 згради во Њујорк и тоа одма даде, се сеќавам и јас на тоа време, голема сила за сведочење. Директно од списите на Елена Вајт, не само од Библијата. А камо ли да нешто толку крупно да се направи, да се донесе неделен закон во Америка. И да се наметнува по тоа во целиот свет. Продолжам со цитатот. Значи, ќе бидеме исполнети на почетокот на времето на неволите со посебна сила на Светиот Дух, за во уште поголема мерка да ја објавиме саботата. И сега внимавајте на следната реченица. Ова ќе ги разбесни црквите. Кои се црквите? Кога Елена Вајт зборува за црквите, во множина, мисли на сите протестантски деноминации. Ова ќе ги разбесни црквите и, не само нив, номиналните адвентисти. Кои се номиналните адвентисти? Ако прашате било кој адвентист, особено проповедник, пастор, ќе ви каже тоа што го пишува и тука во фуснота на книгата Рани списи. Ајде да ви ја прочитам фуснотата, ако ја немате книгата. Номиналните адвентисти се оние кои што ја објавуваа првата и втората ангелска вест. Значи, тие се адвентисти од Милеровото движење уште. Меѓутоа, кои ја отфрлија веста на третиот ангел заедно со вестината за саботата, но кои сепак продолжија да ја држат и да веруваат во адвентната надеж. Значи, отфрлиле саботата, но останале адвентисти. И зашто се нарекуваат номинални адвентисти? Во времето на Елена Вајт постоеле регистрирани, деноминирани адвентистички цркви, кои што се разбира продолжиле да се слават недела, односно во недела да имаат богослуженија, како и сите протестанти во таа земја. И тие биле единствените адвентистички заедници кои што се деноминирале, кои што биле регистрирани, кои што биле официализирани. Оние адвентисти, помалку на број, кои што ја прифатиле саботата, тие за уште цели 2-13 години не сакале да се регистрираат, да се официализираат, да се деноминираат, да се номинализираат, како сакате речете. Името адвентист на седмиот ден прв пат се јавува 1860 година, рековме тогаш кога сакале да ја регистрираат печатницата, како фирма да постои во едно правно општество. – 1861, следната година, е организирана првата конференција, првата местна област, во Мичиген. 2 години подоцна, 63-та генерална конференција. Од тогаш потекнува адвентистичката деноминација. Рековме зашто адвентистите имале отпор кон нивното официализирање, деноминирање и регистрирање, па и кон нивната организација, значи да се
кон напорите и предложите да се направи официјална организација. Се плашеле дека со самото тоа ќе влезат во Вавилон. Со самото тоа ќе го примат живот на зверот. Тој страв бил претеран, се разбира. Со самото тоа што ќе се регистрирате не значи дека сте го прифатиле зверот. Меѓутоа, денес тој страв е оправдан. Бидејќи Елена Вајд зборува за последното време, кога ќе почнат времето на неволите, вели, тогаш ќе се разбеснат црквите и номиналните адвентисти. Значи, тие номинални адвентисти се некои за кои што таа зборува во последното време. Кои се денес номиналните адвентисти? Значи, што ќе постојат во времето кога ќе почнат неволите, за кои што таа пишува. И што ќе бидат разбеснати тогаш кога верниците ќе ја проповедаат со посебна сила вистината за саботата. По тоа се сите деноминирани, сите регистрирани адвентистички заедници. Тоа значи номинален, да бидеш деноминиран, да бидеш официјално регистриран како адвентистичка верска заедница. Значи, тоа е официјалното водство на адвентистите на седмиот ден. Дали е реално ова што го кажав? Денешната адвентистичка црква начело со Генерална конференција да ја отврли сабота? Дали звучи реално? Би сакал да ви го прочитам писмото кое што било предложено на председателот на Генерална конференција, значи пасторот Тед Уилсон, да му го испрати на папата при неговата посета во Соединетите Американски држави минатиот месец. Се разбира, Тед Уилсон не прифатил таков предлог, меѓутоа, интересно е кој тоа го предложил. Го предложил главниот уредник на списанието Adventist Today, официјалното адвентистичко гласило на Генералната конференција. Значи, тоа не дошло од еди кој си, туку од одговорен службеник на Генералната конференција. Еве како гласи писмото, што тој сметал дека председателот на Генерална конференција треба да му го испрати на папата од името на Адвентистичката црква. Писмото требало да биде адресирано, како што пишува тука, до неговата светост, значи така требало да го адресираат, папата Францис. Апостолска палата 00120 Ватикан Сити. И сега започнува писмото. Како требало да започне писмото? Како требало да му се обратат на папата? Ваша светост. Така требало да му се обратат. Значи, адвентистичкото списание, списанието на официјалниот орган на Генералната конференција, Adventist Today, смета дека на папата треба да му се обратат со ваша светост. Пред некое време, или пред скоро време, нашето внимание беше насочено кон известна група заблудени верници на црквата на адвентистите на седмиот ден во Соединетите држави, кои што дистрибуирале една книга, се мисли на големата борба, која што некои адвентисти се организирале и милиони примероци ги поделиле во Филаделфија, градот каде што папата требаше да одржи миса при неговата посета. Во секој дом имаше и на американска телевизија репортажа за тоа, значи медиумите зборуваа за тој настан. Во секој дом во Филаделфија беше поделена голема борба. Еден пример од големата борба. Да продолжам со писмото. Една книга, значи, напишена од соосновачот на оваа христијанска деноминација, до мнозина
поединци кои што живеат во градот Филаделфија, непосредно пред вашата посета на тој град. Значи му се обраќаат на папата. Оваа книга се вика Големата борба. Оваа книга е напишана во 19. век, во времето кога во историјата на Соединетите држави односите помеѓу протестантите и католиците биле далеку од идеални. За жал, оваа книга ги одразува многу жалните и негативни аспекти на тие односи. Со други зборови, ако книгата Големата борба зборува против папата, тоа е затоа што е напишена во 19. век, кога сите протестанти мислеле лошо за папата. Еден мој претходник забележал дека антикатоличките ставови изнесени во оваа книга денес веќе се фрлени во купиштата пепел од историјата од страна на денешните адвентистички водачи и верници. Сега малку претерано. Во писмото на папата сакале да му укажат дека денес сите адвентистички водачи, сите верници веќе ги имаат отфрлено тие антикатолички ставови што Елена Вајд ги напишала во книгата Големата борба. И се бидеќи ова писмо требало Тед Вилсон да го испрати, значи се вели, јас моментално се наоѓам на позиција на претседател на Генконференција на Адвентистите на седмиот ден и во тоа својство ви го пишувам ова писмо за да ви се извинам како лидер на оваа група христијани, барајки да разберете, значи, вашето разбирање го молам, и прошка за сите овие несрекни акции, извршени од страна на мал број членови на оваа христијанска верска традиција, која што јас ја представувам. Значи, во писмото се предлага председател на Генерална конференција да му се извини на папата. Зашо да му се извини? Затоа што некои верници ја поделиле книгата Големата борба во Филаделфија. И понатаму се вели, во време кога сите христијани со добра волја бараат и сакаат да се соединат и да ги решат сите сериозни проблеми со кои што се соочува светот, активностите на оваа мала група не смее да биде дозволена да ги помати и да ги спречи тие обиди за соработка. Ова ви го пишуваме во духот на искрена грижа. Ве молиме, прифатете го ова извинување од името на сите верници на црквата на Адвентистите на седмиот ден, кои што ви посакуваат вам и на вашата црква Божи благослови. И така писмото требало да заврши со подпис на председателот на Генерална конференција. Од името на сите адвентисти. Да, се разберете, не ги прашале сите адвентисти, дали се согласуваат со тоа. Слава на Бога што не председателот на Генерална конференција не прифатил вакво предавничко барање. Меѓутоа, што мислите, во кое време живеете кога главниот уредник на официјалното списание на Генерална конференција предлага отворено и пишува вакви работи без да се срами и без да се плаши дека ќе загуби својата работа? Во ред. Меѓутоа, еве ќе ви кажам нешто што сигурно не е рекла казала, нешто што е историски факт. На Генерална конференција во Торонто 2000 година, во својство председател на Генерална конференција, доктор Јан Полсон, на специјалниот представник на Обединетите нации и пратеник на тогашниот генерален секретар на Обединетите нации Кофи Анан, да присуствува на тоа заседание на Генерална конференција,
му ги упатил прво поздравите, му рекол поздравете го господинот Кофи Анан од името на сите адвентисти на седмиот ден и порачајте му дека адвентистите на седмиот ден ќе се молат за вас и за успех на вашите планови. А кои планови? Предходно говор имаше тој, представникот на Обединетите нации, на таа генерална конференција. Ја го гледав видеото на тоа. Пастор Морис Бери го прикажуваше тоа видео во Хартланд, како посетител го посетив Хартланд следната година, 2001 година. Представникот на Обединетите нации велеше: ние во Обединетите нации немаме план само да ги обединиме сите народи на светот, туку имаме план да ги обединиме сите религии. На тоа, во името на сите адвентисти на седмиот ден, председателот тогашниот Јан Полсон, истиот тој кој што сега сакаше да ја растори генерална конференција, летоска, рече од името на сите адвентисти на седмиот ден, адвентисти на седмиот ден се молат за успех на тие ваши планови. Навистина страшно. Мене ми дојде само една мисла. Слава на Бога што од нас тогаш не смета во таа бројка. Значи, од наше име не беше тоа кажано. Но тоа не е битно. Страшно е. Страшно е. Живееме во време кога водачите на Адвентистичката црква се предавници на верата, односно такви во споредба со кој Јуда Искариот е светец и треба да се прогласи за светец. Јуда е наречен предавник во Светото писмо. Каде Јуда е по-искрен верник во споредба со овие растуречи на Божиото дело. Ако ништо друго го фатило совест, се разбира, тоа не било она побожно кајање, се обесил. Мислите дека некој од овие нервни мајковци ќе има храброст да се обеси? Денеска живееме во страшно време, браќа и сестри, каде што никој, ниту јас, не може да ви биде авторитет. Ако вашиот ум не биде, значи, вашиот ум не биде втемелен во познавањето на библиските вистини, сигурно ќе бидете прелажани. Нека тоа биде пораката од целата оваа проповед. Фала и слава на Господа. Амин.